Доброто здравје е загарантирано право, а не привилегија. Сите пациенти и здравствени работници имаат свои права, но и обврски. Уставот и законите ги чуваат овие права, како што лекарите треба да го чуваат вашето здравје. Како пациент имаш право да го чуваш твоето, но не смееш да го загрозуваш здравјето на другите. Никој не смее да те дискриминира според пол, раса, вера или јазик. Во докторската сала нема место за политичка и национална припадност. Никој не смее да те гледа поинаку поради твоето социјално потекло, психички или телесен инвалидитет. Секој има право и на општи превентивни мерки за здрава животна средина. Имаш право да бидеш информиран, но имаш право да прифатиш или одбиеш медицинска интервенција. Никој насила не смее да ти наметне како и каде да се лекуваш. Во секое време треба да имаш пристап до твоето клиничко досие. Загарантирана ти е приватноста, а личните и медицинските податоци може да бидат тајни. Во здравствена установа мораш да дадеш целосна информација за здравствената состојба. Ако поднесеш писмена поплака до директорот на установата, тој за 15 дена треба да одлучи по неа. Во итни случаи мораш да укажеш прва помош и да известиш најблиската здравствена установа. Здравствените работници не смеат да се однесуваат нечовечки, понижувачки кон пациентот, но и пациентот мора да го почитува нивниот интегритет и достоинството. Нападот врз здравствените работници се казнува со парична или затворска казна до 3 години. Установата мора да го информира пациентот за правата и осигурувањето и како може истите да ги оствари. Медицинскиот персонал мора да има етички принципи, а здравјето на пациентот да биде приоритет. Ако некој пациент не биде примен во некоја здравствена установа, мора да добие писмено образложение. Докторите можат и да штрajкуваат, но не на сметка на животот на пациентите. Тој не смее да биде доведен во опасност. Установата е должна да им дава и правни совети на пациентите. Сите информации да ги направи достапни за пациентите и да ги едуцира работниците. Ако настанат трајни последици од одредена лекарска интервенција, пациентот и семејството имаат право на проверка на стручноста на здравствената заштита. Лиценцата за работа на докторот може да му биде одземена привремено до 7 години или трајно. Запомни, правото на здравствена заштита е основно човеково право. Ти како пациент и лекарот како чувар на твоето здравје сте еднаков дел од сложувалката на здравствениот систем во земјата.